Денеска имавме втора, добра и конструктивна средба по моето именување со амбасадорите на Соединетите Американски држави и на Европската унија во Македонија. Средбата, исто и како и минатиот пат, ги изложив моите видувања и превземени активности во контекст на мојот мандат, а тоа е организација на изборите на 24 април. Во меѓувреме, одржавме и две средби со Државната изборна комисија и ги преземавме како влада сите неопходни мерки, а во функција на одржување на фер и демократски избори. Ова го правиме со полна парија, но и одговорност и сериозност. Свесни дека народот го очекува тоа од нас и свесни дека одржувањето на изборите на 24 април води кон излез од оваа криза која и беше наметната на нашата земја. Граѓаните на Република Македонија очекуваат од сите нас оваа криза да заврши ден поскоро и ние имаме одговорност да го направиме тоа. Дозволете ми да кажам неколку поенти во контекст на изјавата на амбасадорите и во контекст на изборите кои ќе се одржат. Тоа ќе бидат фер, демократски и кредибилни избори по сите европски стандарди. Стандардите се јасни и прецизни, има услови и има и време и ресурси сето тоа да се организира. ДИК има јасен мандат и сите членови на Државната изборна комисија имаат одговорност пред Уставот, законите и народот на нашата земја за да исполнат својата обврска навреме. Ова е посебно важно откако е јасно дека 4 партии го утврдија законот за избори каде се решени сите аспекти на изборите. Се договорија и изгласаа заедно во парламентот закон во кој стои дека изборите ќе бидат на 24 април, што значи превзеле обврска за тоа. Дополнително, парламентот донесе одлука за негово распуштање на 24 февруари, со што се затворија сите дилеми околу датумот на одржување на изборите. Во нормални околности, ДИК требаше да дознае за одлуката за избори дури на 24 февруари. Со распуштањето на парламентот и требаше да ги организира изборите со тие рокови. Овој пат ДИК има скоро месец и пол повеќе време за тоа да го направи. Секоја обструкција во рамките на Државната изборна комисија е само обид за пролонгирање на кризата во државата и нејзино продолжување, што нема да добие поддршка од никој сериозен фактор. Преостанати се два елементи поврзани со изборите: прочистувањето на избирачкиот список и договорање за медиумите. За избирачкиот список информиран сум дека сите партии, освен СДСМ, се откажаа од сите амандмани кои ги имаат поднесено. ДИК ја утврди предлог методологијата едногласно со согласност од сите членови на Државната изборна комисија, со поддршка дури и од оние кои се предложени од страната на СДСМ. Фактот што се бара начин да се тргува методологијата со медиумите, како што една од партиите тоа денови го изјави, само покажува дека методологијата не е воопшто проблем, туку дека е инструмент кој некој сака да го користи за обструкции и нови проблеми. Оттука и оправдано е стравувањето, базирано на информациите кои стигнуваат до нас, дека една партија раскажува дека нема да има избори. Ја повикувам СДСМ да престане да го блокира донесувањето на методологијата и прочистувањето на избирачкиот список. Ја повикувам денеска да ја извести Државната изборна комисија, како тоа што го направија сите други политички партии, дека ја прифаќа методологијата за почистување, која ДИК едногласно ја донесе, после што ДИК веднаш ќе може да започне со прочистување на избирачкиот список. Во однос на медиумите, сум информиран дека се што е поврзано со организација на изборите во април 2016 година, договорено е и вградено во последните измени на изборниот закон, усвоен од сите партии во парламентот. Во тој контекст стојат јасно и прецизно сите правила, поврзани со изборите, кои медиумите мора да ги почитуваат, а правилата се однесуваат на давање на еднаков пристап до јавноста, како и обврски за еднаков пристап до рекламниот простор кај радиодифузерите и простор во информативната програма на јавниот радиодифузен сервис. Тоа стои јасно во изборниот закон. Оттука секој понатамошен обид за проблематизирање на медиумите само придонесува во креирање на негативен амбиент
и намерно отворање на теми кои немаат врска со слободата на медиумите, туку имаат со нечии обиди за укинување на таа слобода. Во изборниот законник на барање на СДСМ беа внесени следниве работи: забрана медиумите да спонзорираат политичка кампања на било која партија. Политичките партии ќе имат еднакво време за бесплатна презентација на МРТВ. Обезбедена е законска гаранција за пристап до рекламен простор на секоја партија на сите комерцијални медиуми. Медиумите нема да смеат да ги менуваат ценовниците за рекламирање на политичките партии и ценовникот треба да биде ист за сите политички партии. Во информативната програма на МТВ, законот обезбедува еднаков пристап и тоа по 30% за партиите на власт и 30% за партиите во опозиција. МТВ е должна да организира дебатни емисии. Известувањето за редовните активности на институциите не смее да биде во функција на изборното медиумско представување на ниту една политичка партија. Забрана за политичко рекламирање на сите медиуми која ќе стапи на сила на 20 декември 2015 година и забрана за владино рекламирање. Дополнително охрабрува фактот што ВМРО-ДПМНЕ даде бланко поддршка за било кој европски закон да се имплементира во Македонија. Македонија цели кон Европската Унија и низините стандарди и оттука ја поздравувам одлуката на ВМРО-ДПМНЕ практично да покаже целосна отвореност за прифаќање на било кој закон од било која земја членка на Европската Унија. Има 28 земји членки на Европската Унија и опозицијата може слободно да одбере кој закон сака да го превзема и со тоа ќе има поддршката од сите останати партии. Значи, и за ова топката е кај опозицијата. Дозволете ми да информирам, за да не се заборави, дека постојниот закон за медиум беше донесен со поддршка на Европската Унија и дури ги доби и највисоките оценки. За поздравување е и напорот на 5 национални медиуми – Телма, Алсат, Сител, Канал 5 и Алфа – да дадат свој придонес во оваа дебата. И исто така ги поздравувам и обидите на двете новинарски здруженија, МАН и ЗНМ, и исто така и тие да помогнат. Би сакал да се осврнам и на неколку други поенти од аспект на заплашување и притисоци, но и за мешање на партијата и на државата. Никој не смее да прави притисок за гласање врз никого и ако постои и се докаже такво нешто, таа личност мора да биде и соодветно санкционирана. Никој никому не смее да забрани да се појавува во јавност на било какви настани и мешањето на партијата со државата како флоскула не смее да се вулгаризира до таа мера што сите ќе треба да заборавиме дека генералниот секретар на СДСМ е министер за внатрешни работи, а генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ е премиер на владата за организирање на изборите на 24 април. Дали некој присуствува на некој настан, на отварање на проект или мерка која тој ја предложил и работел на нејзина реализација, е право дали на тој што го организира настанот и тој што ќе го покани и има елементарно право да учествува на него. Јас би бил најсреќен кога би имало многу проекти низ државата на кои заеднички би се појавувале и лидерот на неголемата партија и лидерот на опозицијата. Затоа што во сета ова криза и деструкција, како да се подзаборави дека основна работа на политичарите е да создават дела и проекти за народот, да предлагаат мерки и реформи, да го подобруваат животот, а не да создаваат кризи и да бидат дел од разни завери, да размислуваат како да наштетат наместо да создадат нешто. Ви благодарам на вниманието, остануваме посветени на нашите заложби и образки и во сигурност ќе успееме да создадеме услови за фер и демократски избори. Благодарам, почитувани колеги, дали имате прашања? Мефо, повелете. Мене само две кратки прашања. Дали амбасадорот на Европската Унија и САД беа оптимисти дека ќе се одржат изборите на 24 април, како што се закажани, и во врска со законот со медиумите, кога предлагате тој закон да се превземе од земјите на Европска Унија, дали мислите дека во Македонија нема капацитет и луѓе кои што би можеле да прават некој вистински таков договор? На првото прашање, значи средбата со двајцата амбасадори протече во многу конструктивна и
позитивна атмосфера и тие, како и ние, сме на размислување дека постојат апсолутно услови за организирање на избори на 24 април и сето ова што го преземат како активност и од нивна и од наша страна е во таа насока. Во делот на второто прашање, нашата понуда за превземање на закони за медиуми од членките на Европската Унија е резултат на тоа што се отвори прашањето за регулирање на медиумите. Ние и денеска сме на ставот дека и постојниот закон кој што го имаме на сила во Република Македонија е исклучително квалитетно решение, донесен во соработка со Европската Унија, меѓутоа, бидејќи ова прашање беше отворено од опозицијата и е тема на разговори помеѓу политичките партии, ние сме конструктиви и нудиме решенија. Нашето решение е тоа што го кажав, значи нудиме европска пракса која што функционира во земјите од Европската Унија. Во изјавата на 20 амбасадори, меѓу другото, се вели дека мора да бидат превземени мерки што ќе обезбедат доволна одвоеност на државата од активностите на политичките партии. Во оваа смисла, како го објаснувате тоа што Груевски, како лидер на политичка партија, се појавува заедно со вас на настани? Значи на проекти кои се промовирани во владата? Ќе се согласите дека таа тема ја опфатив и во мојата изјава, меѓутоа ќе ја повторам. Никола Груевски, како доскорошен премиер, работел на тие проекти, се има вложено во тие проекти и има легитимно право да присуствува на отпочнување на функција на истите проекти. Впрочем, ВМРО-ДПМН како најсилна политичка партија и дополнително му дава легитимитет за неговото присуство и тука не гледам проблем зашто Никола Груевски би бил присутен на овие настани. Камо таа среќа да имаме што е можно повеќе вакви позитивни настани кои што се од добробит за сите граѓани на Република Македонија. Како гледате тоа на барањето на амбасадорите? Барањето на амбасадорите не го врзувам со вашето прашање, така да ние сме согласни дека апсолутно треба да постои јасна разлика меѓу функции на државата и функционирање на партија. Дали има други прашања? Помоште што ако немате само Последно прашање, Мефо Повела. Во текстот што ми дава вашите гости пишувале како разгледат можноста дали има можност да се одржат изборите на 24 или не. Што ако проценуваат Европска Унија и САД дека нема можност и не е справедливо до крај договорот проживно би требало да се одржи? Мислам дека не треба да преюдицираме таков расплет на работите. Сега за сега сите активности, состојби говорат дека е можно и ќе бидат организирани избори на 24 април, фер, демократски, легитимни, кои што не може да бидат оспорени од никого. Ајде последно прашање, погледате на време. Дали се согласувате со ставот на амбасадорите дека лидерите на политичките партии треба да се воздржат од напади на јавни личности кои се трудат да помогнат во политиката во Македонија? Можеш еднаш прашање? Дали се согласувате со ставот на амбасадорите кои рекла, цитирам, треба политичките лидери да се воздржат од нападите кон јавните личности во политиката на Македонија? Апсолутно, секој... Значи, се согласувам дека ова е политичка криза која што на еден начин може да креира изјави кои што ќе бидат протолкувани како напади, меѓутоа од она што до сега беше говорено на политичката сцена, сепак мислам дека изјавите се во некој оптимална рамка на она што е нормално и дозволено во политиката. Поддржувам таков став да се внимава во јавните настапи за функционери кои што ја представуваат меѓународната заедница во Република Македонија да не бидат различно протолкувани.